Се наоѓаме во комплексот и Статов и овде до мене е пиерот на комплексот и Статов, добро познатиот Кирил Изов или Капело. Здраво, најпрво, како си, добар? Добар ден, добар. Еве ќе го прашаме него сега моментално овде во комплексот и Статов има подготовки на многу екипи. Па колку екипи помина и кои екипи се сега овде во комплексот и Статов? Па како што знаете, традиционално секоја зима спортскиот центар Статов е епицентар на случувањата што се однесуваат во однос на зимските подготовки на екипите во Македонија. Моментално можеме да се пофалиме дека на припреми кај нас се наоѓаат младинските категории на некогашниот европски и светски првак фудбалскиот клуб Црвена звезда од Белград, генерации 2002, 2004, 2005 и 2006. Имаше пред тоа две прволигашки екипи, екипата на Брегалница од Штип и комшиите Хоризонт Турново од Турново. Фудбалската федерација на Македонија од почетокот на јануар ги изведе своите кампови тука во Дојран за репрезентациите до 17 и до 19 години. Ни престои период исто така на подготовки каде што ги очекуваме од понеделник второлигашката екипа на Љубанци од Љубанци, па доаѓаат младите категории на фудбалскиот клуб Раднички од Белград, па на 15 не доаѓа фудбалскиот клуб Динамо Врање, член на првата лига на Србија, фудбалскиот клуб Вардар со младите категории исто доаѓа на 16, фудбалскиот клуб Земун со младите категории, така да значи до крајот на февруар едноставно спортскиот комплекс и Статов е пребукиран од спортски екипи. Исто така да не ги заборавам, значи од пред една недела до крајот на февруар комплетен тренажен процес ќе направат и младите категории на фудбалскиот клуб Шкендија од Тетове кои исто секоја година се редовни гости тука во нашиот спортски центар. Овде до нас е собственикот на комплексот и Статов, Благо и Статов, веќе добро го знаете. И баш ме интересира сега, ева зборувавме со Кирил Изов и тој рече дека овдека моментално се Црвена звезда, тимот на Црвена звезда. Ти си човек добро познат партизанец, ако може така да се каже. Имаш некој препирање, така нешто интересно? Па да ви кажем, ова е спортски центар, за секој е дозволено да дојде на припреми, а посебно ме е драго што Звезда дојде. Ако јас сум партизановец или Звезда партизан, секој пат сме били пријатели меѓу себе, али кај утакмица, нормално ривалство, кој е боле да победи. И така сум задоволен што дојде исто Звезда тука кај мене. И да ви напоменам, и пред тоа имаат и српска репрезентација, сите категории, 3 години кај мене доаѓаат сите категории на припреми тука. И таа златна генерација што усвоја со Велко Пауновиќ, тука беат сите деца на припреми. И добиваме благодарница за добри услови, за добар прием и така. Партизанци нема да дојдат? Па идат и партизановци. Ова сезон? Сега сезона нема, мислам, не, али други сезони доаѓаат и они. Може би ќе направите да се сретнат заедно двата тима тука. Па зашо да не, тоа нема ривалство, али кој е боле, нека победа. Овде со мене е Игор Савич, тренерот на пионерите на Црвена звезда од 2002 година, така, здраво, најпрво. За прв пат сте овдека во Дојран, во комплексот и Статов, така? Така е, први пат смо овде, могу да вам кажем да смо презадоволни условима кои су нас дочекали овде, смештаjem, исхраном, теренима, радом, така да е све на најболјом, све уствари у најболјом могучем реду. Колку време ќе сте овде? Ово нам е 5-ти дан. И уште колку останува? До понеделка увече. Значи ова е зимски период кога се прават припреми за пролетниот дел, така? Тако е, тако. Овде смо дошли да се припремимо за пролечни дел сезоне.
И на кое место се наоѓаат пионерите на Црвена звезда на табелата? Mi smo na trećem mestu, 3 boda nam beži prvi i iskreno se nadam da ćemo u ovoj polusezoni to stići i prestići. Еве, пошто си ти тренер на пионерите, дали има некој потенцијал на фудбалер кој што веќе го забележуваш дека може да биде во светски рамки? Ima, naravno, Crvena zvezda je jedan rasadnik talenata. U svakoj generaciji Crvene zvezde imate nešto najbolje što ima da se nađe u Srbiji i regionu, tako da sigurno iz ovih momaka će izaći neki igrač koji će biti za svetsku scenu. Може да одвоиш некој име и презиме, еве да го слушнеме, па може би подоцна после неколку години кога ќе го гледаме интервјуто да видиме дека тоа било вистина. Pa ne bi ja baš sad, nisam dobar prognozer, tako da sve su ovo dobra deca, kvalitetna deca, dobri fudbaleri, tako da na njima je da dobro rade, a sve ostalo će doći na svoje vreme. Јас ви благодарам и се надам дека повторно ќе доаѓате се почесто овде на припреми во Дојран во комплексот и Статов и посакувам многу успех и се надам дека наредниот пат кога ќе дојдете ќе бидете шампиони, ќе веќе имате земено оваа сезона. Hvala vam puno i vama sve najbolje. Овде до мене Ранко Тодоровиќ, лекарот на екипата на Црвена звезда, не само на машките и на женските, така. Здраво. Dobar dan, dobar den. Добар ден. Da vas pozdravim. Ja sam dobro i moja ekipa i ja se ovde osjećamo fenomenalno. Статов феноменално. Така. Статов. Вие сте 20 години во Црвена звезда. Така, сега ќе ми кажеш кои фудбалери, кои имиња на фудбалери и звезди помина во тој период кога си ти дел од Црвена звезда? Ove godine se navršava 20 godina otkako sam doktor u omladinskoj školi Crvene zvezde. Bio sam povremeno i doktor prvoga tima, jer zbog posla nisam mogao da preuzmem prvi tim, a 20 godina sam u omladinskoj školi. Mnogo igrača dobri prošlo u Crvenoj zvezdi, a eto samo da spomenemo, među njima je i Vidić, Nemanja Vidić, a evo sada i fudbaler Grujić, koji je mnogo talentovan, mnogo je prošlo talentovanih igrača, mnogo je otišlo iz Crvene zvezde, talentovani, a evo sada na sreću imamo još talentovanih igrača i nadam se da će Crvena zvezda nastaviti sa dobrim fudbalerima, jer omladinska škola koja je u Crvenoj zvezdi, stručni tim radi super, odlično i popunjena je sa mladim stručnim kadrom, a uslove imamo sada zadovoljavajuće. Јас го прашав тренерот, но тој не ми одговори. Се надам дека ти ќе ми одговориш. Може ли да одвоиш некој од имињата кои што еве сега моментално настапуваат тука позади нас, кои што веќе се дели со квалитетот од страната? Da vam kažem, ja ne bi nikoga odvajao, svi su oni talentovani. Da ne jer demotivirаме некој. Jer nikad se ne zna ko je najbolji. Znači, trebaju da rade i na njima je da rade, rezultat rada će se pokazati i tako će i postati fudbaleri. Onaj ko ne radi, teško postaje fudbaler, onaj ko je talentovan, to ne znači ako ne radi da uspije.